Сосема е известно дека од уставните измени ќе се крои идната владина коалиција. И натаму во јавноста преовладуваат становишта кои имаат дисонантен тон. Едни кои сметаат дека треба да се спроведат уставните промени и бугарите да бидат внесени во преамбулата. Од друга страна, други пак имаат резерви, дека тука нема да застане крајот и барањата на официјална Софија. Во меѓувреме, историската мешовито образовна комисија продолжува со работа, но впечатокот е дека нема никаков или речиси слаб напредок во разговорите за минување на деликатните историски прашања. Мешовитата историско-образовна комисија неодамна заседаваше во Софија, но повеќе детали не се наведоа, далеко од очите на јавноста, но и на политичарите. Дали тоа значи дека минатото им се остава на научниците, а иднината на политичарите? Тие повторно да манипулираат со националните чувства. Добре за професорот Митко Панов, вршител на должноста директор на Институтот за национална историја. Професор Панов, дали ви е впечатокот дека престојните претседателски парламентарни избори ќе се користат во создавање или билдање на националните чувства, а во пресред на неопходноста за спроведување на уставните промени и внесување на бугарите во преамбулата? Па, ова не е политичко прашање, меѓутоа, да, ако гледаме низ призма на мојот светоглед на интелектуалец, би кажал дека во суштина, би го парафразирал во суштина вашето прашање, бидејќи ви велите дека националните чувства ќе се манипулираат, ако добро разбрав. Меѓутоа, јас тука би поставил контрапрашање, што се национално чувство и како може да се манипулира со истото. Значи, повторно доаѓаме до една друга димензија, која што, јас би кажал, наметната во нашето општество, токму поради фактот што се создаде една таква поларизираност, да кажам, благодарение или како последица на политички договори кои што требаше да продуцират добрососедски односи и пријателство, меѓутоа го продуцира сосема спротивното, нели? Споруваме од аспект на тенденциите за оспорување на националниот идентитет преку историјата, бидејќи јасно е дека и во двата политички договори, и со Грција и со Бугарија, централна тема, меѓу другото, е историјата. И видовме дека во суштина примерот со соседна Бугарија е користење на историјата за реализирање на некаква нивна агенда, која што се протега од 19. век. Сега, таквата политика секако дека треба да најде и на соодветна реакција во општеството и наоѓа соодветна реакција во општеството. Самото македонско општество, македонските граѓани се доведени во ситуација да се докажуваат што се и кои се во 21. век. Тоа е за мене неприфатливо. Професор Панов, зошто кај дел од интелектуалната и научна јавност постојат предрасуди околу идејата за заедничко чествување и одбележување на историски настани и личности? Па јас не би рекол дека постои предрасуда. Би го земал примерот со фактот што одбележување на заеднички личности, да, треба да биде во функција на некаква интеграција, нели, зборам во европски контекст, кога се прославуваат одредени јубилеи или одредени настани кои што символизираат, да речеме, победата над фашизмот, денот на Европа. Тоа се настани кои што се во функција на градење на една меморија, значи негување на една меморија, во суштина да не се повтори нешто, нели? Од една страна, од друга страна да се воспостават традиции на современа Европа, на која што почиваат тие фундаментите, да речеме, вредностите на Европа. И јас така ги гледам тој концепт на заеднички чествувања. Кај нас
во случајов ако мислите на македонско-бугарските односи и наметнатото заедничко чествување, не би рекол дека има предрасуди. Ќе го посочам примерот со Македонската академија на науки и уметности и Бугарската академија на науки и уметности, кој што воспостави еден систем претходно на градење на едни добри, да кажам, релации во смисла на создавање на инициирање и реализација на заеднички проекти од различни области, вклучително и од историјата. И тоа добро функционираше. Мислам дека имаше и продукција, имаше добри дебати и генерално се создаде една позитивна клима во смисол на тоа дека тоа е начинот едноставно да преку заеднички проекти, преку вмрежувања, преку организирање заеднички конференции во перспектива и така натаму, да се создаде таква позитивна клима во која што ќе има размена на идеи, мислења, ставови. И сето тоа функционираше добро и мислам дека меѓу другото имаше и такви иницијативи за заеднички чествувања на Кирил и Методи и така натаму. Меѓутоа, јас проблемот го гледам кога политиката се вмеша во целата работа. Зборувам за политичкиот договор со Бугарија, кога политичарите се позиционира како експоненти на таа научна или академска работа. Во кој контекст го кажувам тоа? Во контекст на фактот што се обидуваат политичарите да наметнат една атмосфера во која што заеднички ќе се чувствуваат, нели, Кирил и Методи, одредени настани како Илинденското востание и така натаму. Меѓутоа, проблемот настана во моментот кога тоа сакаше да се искористи во смисла да се даде историска содржина на тие чествувања, односно на тие политички заеднички обележувања на одредени настани. И во контекстот на тоа јас би кажал дека проблемот го гледам во таа смисла. Она што го имаме за Гоце Делчев, наметнатата или вештачки наметнатата теза дека ние мора да се договориме околу Гоце Делчев, односно чиј бил или како тој се чувствувал, што е апсурд, нели, од денешна перспектива. Ние знаеме како македонска држава и нација кој бил Гоце Делчев. Сега имаме наративи, имаме традиции. Мислам, тоа е неспорна работа. Значи, можеме ние да зборуваме за... Професор Панов, ве молам, со секоја нова сондажа на јавното мислење во Македонија расте отпорот кон изгласување на уставните промени и внесување на бугарите во преамбулата. На што се должи ова антибугарско расположение? Па повторно, јас не би се согласил вашите формулации. Јас не го гледам тоа како антибугарско расположение. Мислам, тоа е ваша констатација. Мислам дека тоа е погрешна синтагма и повторно создава една лоша слика за нашето општество. Мислам дека македонското општество и македонските граѓани многу пати досега покажале дека се толерантни, гостолюбиви, пријателски расположени. Меѓутоа, фактот што во случајов ако зборуваме нели само за уставните промени и односот кон тоа е повторно реакција на она што е последица на политичкиот договор. Професор Панов, дали во истражувањата на историските личности што се вградени во македонската и бугарската историја, нашите истражувачи се уште заробеници на белградските архиви? Па јас не би кажал дека е тоа така, барем од моето искуство, а и искуството од она што го има Институтот за национална историја. Мислам дека нашите колеги подеднако работат и во белградските архиви, и во Албанија, во Тирана, во Софија особено.
други работат во западните архиви, зборам во западноевропските земји. Така што таа констатација е малку некако анахрона, би рекол, и повторно има некој политички призвук. Мислам дека јас би го обратно би го поставил прашањето колку нашата држава се ангажирала во контекст на тоа да обезбеди поголемо отварање на архивите во другите земји. Мислам дека Државниот архив прави некои напори во тој правец и имаше и доста колеги кои што оде и во други земји, така што мислам дека прашањето е повеќе анахроно отколку што е реално. Колку бугарските архиви се достапни за македонските истражувачи? Транспарентни? Па сега видете, архивите се специфична категорија, нели, на извори и тука повторно доаѓаме до тоа дали во суштина се на располагање, нели, бидејќи секоја држава си има своја политика на отварање на архивите, односно некои архиви никогаш нема ни да се отворат. Така што таа селекција е присутна, не зборам само за Бугарија, туку зборам генерално, бидејќи тоа е политика на една држава. Зборуваме за некои тајни архиви кои што не се достапни до ден денес. Имаме во Ватикан тајен архив, тој е отворен, да, меѓутоа не верувам дека се е можно да се истражи таму, особено што бев јас таму на истражување и многу јасно се гледа дека таму е потребно навистина, доколку некој сака да истражува, навистина е потребно да се посвети буквално со години. И тука мислам дека државата треба да посвети поголемо внимание во иднина, да продуцира кадри кои што ќе бидат способни да ги истражуваат тие ракописи кои што се присутни, например пропаганда Фиде во Рим, каде што исто така истражував. Има еден огромен материјал во кој што се регистрирани Македонија, македонците и така натаму. И мојата заложба секогаш била да се создаваат такви кадри кои што ќе можат да ги читаат тие документи, ракописи. Тоа го немаме сега, за жал. Професор Панов, во најавата споменав дека веројатно уставните промени ќе кројат идната владина коалиција. Очекувате ли дека после формирањето на идната македонска влада, односно по завршувањето на изборите, ќе дојде до релаксирање на односите Скопје-Софија, а и со тоа би се забрзал процесот на, можеби, на спроведување на уставните промени, или ќе останеме на статус-кво позиција? Па јас не можам да оценам, навистина не можам да оценам од сегашна перспектива како ќе се одвиваат настаните. Меѓутоа, да, дека е потребно релаксирање на односите, јас сум апсолутно за тоа, бидејќи тоа е единствен начин на градење на добрососедски односи. Меѓутоа, премногу политика, доколку се подреди на интересите на една страна, веќе имате, нели, дискрепанција и не можете едноставно да, колку и да сакате вие, да ги подобрите односите. Тоа е, повторно зборуваме дека тоа е политички наметнат, да кажем условно, историографски конфликт. Доколку политичарите ги остават историјата на вистински остават на историчарите, ние тоа не би го решиле, бидејќи никој нема решени проблеми. Еве, земете го конфликтот историографски меѓу Бугарија и Романија. Тој постои од 19-тиот век, 20-ти, постои до ден денес. Зборуваме дури и за средновековија, каде што второто бугарско царство за Бугарија е бугарско, за Романија е влашко. Доколку се остави, како што кажав, историјата на историчарите, доколку се остави да не се мешаат политичарите во наметнување на тоа дека постои историографски конфликт, мислам дека
сосема поинаку ќе се функционира. Од причина што, еве да го земеме вториот билатерален протокол, во него стои дека се што ќе се договори комисијата, ќе треба да се рефлектира и на споменици, и на музејски прирачници, и во туристички водичи. Каде го има тоа? Нема во ниједна земја, не може никој да ви го крои вашата перцепција за сопственото културно наследство, културно-историско наследство. Во јавноста ненадејно деновиве се одбележа ликот и делото на Лазар Колишевски. На прославата и лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. На ваков начин Колишевски како да е рехабилитиран, иако бил тврдокорен југословен, кој не ја признал самостојна Македонија. Од бугарскиот окупатор бил осуден на смрт, но и барал помилување од бугарскиот цар Борис. Во Македонија е вратен пред крајот на антифашистичката борба. Во време на македонскиот плурализам, ВМРО ДПМН бараше декомунизација, поточно расчистување со комунистичкото минато, чиј главен експонент беше Лазар Колишевски и неговите истомисленици. Но деновиве амбасадорот Маријан Ѓорчев неодамна го нарече поточно голем македонски патриот. Дали историската наука има проценка за неговото дејствување? Дали е јасно зошто бугарските власти го ослободија од тамошните зандани за време на Втората светска војна и што му пишал на тогашниот профашистички цар Борис? Може ли ова да се толкува како ВМРО-вска рехабилитација на Колишевски и дел од политиката на про- и антибугарска кампања? Малку во јавноста се говори за судирот на Колишевски со либерал-демократското крило во СКМ на чело со Крсте Црвенковски, кога по 36-та и 37-та седмица на партиски врв во Скопје почна дискредитацијата на една цела плејада на мистечки луѓе. Професор Панов, на крајот, дали современата историска македонска наука избегнува да истражува и да се занимава со тековни временски периоди кои влегуваат или имаат историски архиви, и дали не е време да се истражуваат тајните досиеа и одлуки поврзани со дисолуцијата на Југославија, замирувањето и пресметката со албанскиот фактор околу Илирида и тетовските настани? Па, гледано од сегашна перспектива, да, сите прашања не дека не биле засегнувани. Јас сметам дека за се треба да се разговара. Зборуваме од аспект на истражување. Повторно да геме во контекстот на расположливоста на архивите во Белград, дали се сите достапни. Знам дека во Македонската академија има голем фонд, на архивски фонд, исто за Лазар Колишевски. Меѓутоа, фактот што ние како историчари треба да ги засегнуваме сите прашања, независно од нивната идеолошкиот контекст и така натаму, е тоа наша задача во суштина како историчари, посебно како некој што во генерално се стреми да биде дел од едно пошироко семејство, европско семејство, каде што таквите нема табу теми. Ние имаме национални институции. Ако зборуваме врз основа на научна аргументација, се добива впечаток дека меѓу вас, колегите, се бега или се има одредена резерва околу ликот и делото и како се дејствува Лазар Колишевски. И сега денове се случува некаква негова рехабилитација. Па јас не би рекол дека се избегнува. Мислам дека тоа е погрешна констатација, затоа што ние, како Институт за национална историја, сега оваа година ќе организираме меѓународната конференција за 80 години од Аснам, во која што ќе го засегнеме прашањето на антифашизмот. И многу елементи ќе бидат засегнати во тој контекст, нели? Секоја година се организираат различни конференции, секој може да го покрене тоа прашање, независно, нели, доколку, како што кажав, е в поле на негов интерес. Немаме подмладок, немаме државна поддршка на научно-истражувачки проекти веќе со години. И едноставно
мислам дека државата треба да повеќе внимание да посвети кон сопствените државни институции и на тој начин ќе се изгради една многу подобра перспектива, подобра позиција во општеството, внатре во општеството, меѓутоа и надвор. И да, меѓу другите прашања сега во таа соработка што воспоставам со Црна Гора, со Институт за историја при Универзитетот во Црна Гора, они организираат, да речеме, симпозиум оваа година, 50 години од Уставот од 74 година, каде што наши колеги ќе присуствуваат таму, ќе добијам покана и ќе ја споделам во смисол на тоа да многу работи таму и таму ќе се отворат. Има друга конференција што се одржува во Белград во однос на историската меморија, како историската меморија се користи во политички контекст, во регионален и генерално во Европа. И тие се прилики да се каже одредени прашања во кои што може да се дебатира, да се соработува истовремено и тоа е начинот на градење на добрососедски односи и мислам дека треба тоа да се веќе да се надминат тие остатоци од 19. век, агендите национални од 19. век и да се остави Република Македонија да биде рамноправна членка на Европската унија со сите своји потенцијали и тоа е едноставно решението, вистинскиот правец како да се иде напред. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам во каната. Следете разговор со професор доктор Митко Панов, вршител на должноста директор на Институтот за национална историја.